Се враќаме повторно во отвореното студио 1, втор блок и овој пат со мене и со Јана, а исто така ќе ни се приклучи и колегата Дејан Андоновиќ, односно овој блок го започнуваме со анализа на вестите од регионот и од светот. Добар ден. Добар ден, Дејан, како и секој ден. Вака, јас би започнала во однос на тоа дека се одржа, односно политичките лидери на земјите од Западен Балкан се сретна, одржа еден состанок во Берлин. Таму централна тема за која што се разговараше всушност беше Косово, Приштина и сепак она што можам да кажам е дека продолжуваат спротивставувањето, односно Белград останува на својот став, Приштина на својот став, а се закара и во однос на тоа која добил или не добил поддршката од Германија и од Франција. Се работеше за еден состанок кој минатата недела се одржа во Берлин во посредство на германската канцеларка Меркел и францускиот претседател Макрон. Целта беше лидерите од Западен Балкан, но главната тема таму беше Косово и решавањето на идниот статус, односно не само Косово, пропаднатиот диалог помеѓу Белград и Приштина за решавање на косовското прашање. Целиот тој состанок беше контраверзен, бидејќи од почеток беше интересно што наместо Европската Унија беше организиран од лидерите на двете најголеми земји членки на Европската Унија, Макрон и Меркел, кои некако ја заобиколија Европската Унија, презема лично иницијативата да ги чујат лидерите на србите и на косоварите, односно председателот на Србија и председателот и премиерот на Косово, како и што бараат за да се откочи овој, би рекол, замрзнат диалог кој одамна требаше да се одвива и веќе требаше да се реши тоа косовско прашање кое трае повеќе од 30 години. Проблемот таму беше што двете страни останаа на своите ставови, но она зошто денеска го зборуваме е бидејќи од утринава излегува и деталите околу тоа што е точно разговарано и докаде се предлозите за евентуално продолжување на диалогот и кои се опциите за решавање на косовското прашање. Андоновиќ, многу се анализираше, особено во германските весници. Има наслови од типот дека планот на Вучиќ е всушност погребан по Берлинскиот самит. Зошто конкретно во однос на таа примарна, што често пати сме разговарале во отвореното студио, во однос на таа иницијатива што се шпекулираше со размена на територии помеѓу Србија и Косово, но зошто конкретно е оценето, еве според тебе, дека е само планот на Вучиќ? Тука беа, имаше средби всушност и со косоварите, односно државниот врв. Планот на Вучиќ, тој не беше план на Вучиќ. Вучиќ беше прифатен од планот на размена на територии или така наречена планот за демаркација, беше поддржан од Вучиќ, но беше поддржан и од косовскиот председател Тачи. Во тој однос. Но се работи за план на Соединетите Американски држави. Имено мораме да знаеме дека Соединетите Американски држави сакаат по секоја цена да се затвори косовското прашање и одеа дотаму да им беше прифатливо да дојде дури и до размена на територии. Наспроти Европската Унија, односно Германија пред се па и Франција, кои не се согласуваат со тој план, туку стравуваат дека доколку дојде до размена на територија ќе дојде до домино ефект во европските држави, знаеме и кој, бидејќи во сите европски држави има обид за сецесионизам, за барање на зависност, и планот на Меркел и Макрон практично излезе од пред 2 недели кога почна да се шпекулира дека еден од опциите за решавањето на косовскиот статус е двоен суверенитет врз одредени територии на Косово. Што тоа значи? Тоа значи дека практично ако се земе во предвид дека Србија до пред 20 години се помири со фактот дека Косово е целосно одземено од српска територија, сега полека, но сигурно европјаните, сакал некој да признае или не, заговараат одцепеното Косово сепак да се подели на косовско и српско, што до некаде, според мене, можеби на Србија не ја одговара, но најмалку ја одговара на Приштина. На овој самит беа разгледувани 3 опции за решавање на косовското прашање. Прво е тој двоен суверенитет. Ке потсетам, предлогот за двоен суверенитет е одредени делови на Косово, каде што живеат србите и каде што се геостратешките српски објекти, као што е Газиводе, езерото кое го снабдува Косово па и дел од Србија со вода, како и рудникот Трепча, да има двоен суверенитет. Идејата за двоен суверенитет е тој суверенитет Приштина да го префрли на Белград
се извинувам, Приштина да го префрли на Брисел, а после да биде побезболно. А после 10 години како сувереност на Европска унија, доколку влезат земјите, двете земји во Европската унија, тоа не е веќе важно, но ако не влезат, да има референдум и да се изјаснат граѓаните дали сакаат да живеат после 10 години во Косово или во Србија. Тоа е план кој е неприфатлив за Приштина, сега за сега, макар што и Белград многу не сакаше да дебатира на таа тема, бидејќи ќе биде принуден за возврат да ја признае независноста на косовската држава. Интересна е изјавата на Еди Рама, кој пак ќе каже дека самитот во Берлин немал врска никаква со косовско-српските преговори и дека медиумите во Приштина и во Тирана, како што изјавува, објавувале глупости. Односно, дури судејќи по неговата изјава, ширела фрапантни дезинформации во овој однос. Зошто до толку одбрабен став во овој однос, ако веќе, еве и ова сега што го коментираме, е познато дека сигурно приматот бил ставен на косовското прашање. Дека Еди Рама е еден од заговорниците на она второ сценарио кој сега ќе го зборуваме, ако е првото сценарио од двоен суверенитет, второто сценарио зашто се залагаше и Тачи, но и Еди Рама, и кој е на некој начин предлог на Соединетите Американски држави, тоа е таа размена на територии, каде што требаше, опцијата беше српските делови, заедницата на српските општини, да преминат под суверенитет на Србија, а за возврат Прешево, Медвеđа и Бојановац, делот кој е во Јужна Србија, да премине во Косово. Така, според американскиот план и со поддршка на Еди Рама, Хашим Тачи, па и Александар Вучич, и покрај тоа што денеска негира дека го поддржал предлогот, се размислуваше да дојде до некоја размена на територии, нешто пурнекот на Индија и Пакистан, има такви примери во минатото на целиот свет, така би дошло до размена на територии, Србите во Србија, Албанија во Албанија, но тој, ќе потсетам, предлог, иако Соединетите Американски држави го поддржуваат, тајно се разбира, не јавно, и имаше поддршка да го истуркаат Еди Рама, Хашим Тачи и Вучич, сега одедношка негираат дека постои, бидејќи тој е неприфатлив за Германија и Франција. Ќе потсетам, самитот во Берлин беше нели во организација на нив. Тука спорно е, бидејќи ако дојде до размена на територии, може да направи еден домино ефект. Првин што ќе биде е дека следно србите што ќе бараат е Република Српска да се присоедини по истиот терк како што тоа ќе го направат Прешево, Медвеđа и Бојановац и Косовска Митровица, и тоа може да направи еден таков домино ефект, и може утре Италија да бара Далмација, Словенија да, Австрија да бара. Има многу такви нели и тоа ќе биде домен ефект, оттаму и нема поддршка од европјаните, пред се повторно ќе кажам од Берлин и Париз, кои во моментов, бидејќи Европската унија е разединета натре, но и слаба, но и пред избори, некако го призема приматот овие две држави да пред се зборам за Германија и Франција, да преземат приматот и на некој начин да ја парираат на Соединетите Американски држави. Но ќе потсетам, овој проблем е европски, не е американски, па оттаму Макрон и Меркел со право се загрижени и со право сакаат што побрзо да се реши косовското прашање, а и што да не, во нивниот мандат ако се реши, тоа ќе им донесе на нив политички поени. И оно што е трето и можеби најнов предлог за решавањето на косовското прашање, беше предложен и моделот на така наречените две Германии, источна нели западна, пурникот на Германија за време на студената војна. Предлогот беше да се подели Косово на српско и на албанско, без никаква размена на територии, без никаков двоен суверенитет, туку да се подели на две страни, кој сака да живее ваму, кој сака да живее таму, но тоа е повторно неприфатливо и за двете страни, бидејќи така Косово ќе се распарчи, нешто што не го прифаќа Приштина, а од друга страна Србија повторно ќе мора да ја признае втората страна како суверена независна држава, така да трите предлози сега за сега се ставени на нели да се размислува на маса, ќе видиме што ќе биде и како ќе биде. Во секој случај регионалната игра е во завршна фаза и ќе мора конечно да се реши косовското прашање, ако се земе во предвид дека премногу трае и дека премногу извор на нестабилност. Јас ќе потсетам како и во другите случаи, најверојатно и во Белград, и во Приштина, и во Тирана, гледајќи ги сите овие протести што се случуваат на улиците, ќе мора да дојдат на некои нови избори, па некои нови политичари да го решават, но исто така е важно и што ќе каже
Трамповата администрација, но и како ќе завршат европските избори. Бидејќи Соединетите Американски држави секогаш мора секаде да ги замешаат има. прсти. Да, но јас ќе кажам само една работа. Трамповата администрација се покажа барем изминативе 2 години од кога е во функција дека е помалку заинтересирана за Балканот. Да, де факто. За разлика од демократите кои тука многу беа заинтересирани, па ќе потсетам дека и за време на една демократска администрација во Белата куќа беше изведена и интервенцијата врз или агресијата врз СРЈ и беше отцепено Косово од српската територија. Клинтон. Да се преселиме од регионот на Токму така светот. на светските случувања, односно веќе кога ја спомнавме Америка, еве дека насекаде мора Соединетите Американски држави да замешаат прсти. Најновата информација е поврзана повторно еве со Венецуела и таму знаеме дека периодов е тензично, а информацијата е дека САД и венецуелската војска постигнале таен договор за апсење на Мадуро. Да, таа информација излезе пред 2 дена кога почнаа тензиите. Ќе потсетам Хуан Гуидо, кој се прогласи сам за председател и кој има подршка од западните држави, пред се од Соединетите Американски држави, пред 3 дена ја најави операцијата Слобода од улиците на Каракас, се сликаше со една група на воени офицери и се обрати на венецуелската јавност, укажувајќи им на граѓаните дека ја добил поддршката од венецуелската војска, заедно со тие генералски униформи, што беше сликан и ги почна оние протести кои во моментов билансот е 300 повредени, 4 загинати и над 200 уапсени. Меѓутоа, тоа бил договор во посредство на министерот за внатрешни работи на Венецуела, кој тајно се договорил со Соединетите Американски држави да го урнат Мадуро, меѓутоа во меѓувреме, како што се виде тоа вчера, очигледно се попишманил, ја сменил страната и после некое време тие што беа сликани околу 300 војници се уапсени, а министерот кој беше заговорник е сега сликан со Мадуро, каде што вели дека сепак поддршката е на Николас Мадуро. Ми се чини дека обидот за пуч не успеа, тоа го реков и во вчерашното отворено студио, обидот за пуч не успеа, Соединетите Американски држави и нивната тајна операција не успеа со преземање и подплаќање на одредени луѓе во корумпираната администрација на Венецуела, а самиот Мадуро ги повика граѓаните на улиците, неколку илјади излегуваат, има и денеска протести, имаше и вчера, но проценките велат дека доколку сака да ја урне власта на Мадуро мора да ја добие поддршката на армијата, за сега не успева и мора да изведе барем 1 милион луѓе на улиците на Каракас, со овие неколку илјади нема доволно сила да го менува корумпираното венецуелско општество. Да, кога сме веќе на темава, предлагам да го погледнеме и прилогот на колегите од Дескот, чисто како главни поенти, па ќе се вратиме назад со анализата. Шпанската амбасада во Каракас соопшти дека нема да дозволи венецуелските власти да влезат во амбасадата и да го уапсат опозиционерот Леополдо Лопес, кој престојува таму од вторникот. Ова се случува откако председателот на Венецуела Николас Мадуро рече дека секој кој заговара државен удар ќе биде победен и властите ќе се справат со него. Во меѓувреме неколку лица загинаа, а повеќе од 300 се повредени во судирите кои избија по протестите во Венецуела изминатите денови. Според податоците на невладината организација Форо Пенал, 2 лица загинале во главниот град Каракас, а уште 2 во државата Арагуа. 2 од жртвите биле малолетници. Протестите започнаа во Каракас и други градови, откако група припадници на војската застанаа на страната на опозицијскиот лидер Хуан Гуаидо. Да, тоа беа деталите, најновите. Андоновиќ, и покрај ова што сега го дискутираме, од друга страна пак Гуаидо дециден, односно се почесто го става фокусот во неговите изјави дека не отфрла странска воена интервенција во Венецуела. Па на маса е опцијата веќе подолго време да се изведе воена интервенција, односно воена инвазија на Соединетите Американски држави врз Венецуела, но очигледно се обидоа првин да одат по оној терк да се организираат улични протести, да се обиде повторно, ќе кажам, главниот фокус е венецуелската армија. Тамошниот воен естаблишмент е доста корумпиран, генералите ја држат армијата, ќе потсетам дека венецуелската армија се смета за најсилна армија барем во делот на Латинска Америка. Тие генерали таму се вржани со актуелната власт на Мадуро, ги имаат повластиците, имаат своји бизнеси и оттаму да ја добијат, да му дадат поддршка на Гуидо
Гуидо, ми се чини дека ќе ризикуваат да ги загубат тие бизнеси што ги имаат како личности пред се. А од друга страна, Соединетите Американски држави се обидува одредени генерали и команданти на тие војни формации да ги потплатат со тоа што им ветија дека кој ќе премине на страната на Гуидо ќе се ги задржи своите интереси во иднина, но очигледно тие не им веруваат на Соединетите Американски држави, во моментов премногу добро живеат. Странската војна интервенција излегува шпекулации, но и тоа е јасно дека ја заговара советникот за национална безбедност во Трамповата администрација Џон Болтон, кој се обидува да го убеди Трамп да изведе војната интервенција, а според пишувањата пред се на Вашингтон Пост, самиот Доналд Трамп се уште не е доволно, би рекол, заинтересиран и расположен да прави некоја огромна војна инвазија по теркот на Ирак, по теркот на Афганистан, каде беа буквално организирани и ангажирани силни војни единици на САД за да се заземе еден град, за една држава. За сега според пишувањата самиот Трамп сака да избегне инвазијата пред се, бидејќи има големи проблеми во другите делови од светот и пред се да се намали ударот кој покрај оној проблем со иранската нафта кој го коментирав низ минатиот период. Венецуела е четврта земја извозничка на нафта, потаму и се покачува секојдневно цената на нафтата и она што е можеби најстрашно е за Соединетите Американски држави пред се за Трамп е поддршката која има Мадуро од Русија и која веќе има таму стационирани, барем за сега, Вагнер група или паравојни формации во Каракас, но и Кина. Ке подсетам, Венецуела е задолжена кај Кина околу 60 милиарди долари и јас не верувам дека кинезите ќе дозволат утре некаков американски поставена американска марионетска власт да управува со нивниот долг. На Кина се уште е гарант дека ќе ги добие парите и дека ќе има нафта од Венецуела е социјалистичката влада на Мадуро. Доколку дојде Гуидо, а ние ќе подсетам, тој ќе биде американски човек, а американците и кинезите знаеме во каква трговска војна се, а 60 милиона. Почитувани граѓани, драги верници, на 7 мај во Скопје доаѓа папата Франциск во апостол. Друга тема, исто така, оно што имавме можност да коментираме во отвореното студио 1, развојот, односно фокусот и се поголемото влијание на така наречените националистички, ултрадесничари и десни партии во Европа. Ќе го разглобиме малку ова подетално, но ќе започнеме со тоа средбата Салвини и Орбан. Двајцата, едниот нели италијанска страна, другиот унгарска страна, фокусот пак на десницата, најавија од главната средба дека и те ќе спречувале појава на калифат, како што велат во Европа, односно цврсто ќе се спротивстават на мигрантските бранови. Или се најавува еден нов антимигрантски сојуз во Европа од страна на европските десничарски партии, кои очигледно не може да најдат заеднички јазик со Европската народна партија која е застапена во Европскиот парламент. Ќе подсетам дека самиот Орбан, Виктор Орбан, од позиција на Унгарија е познат по на железна ограда која стави за мигрантите пред 2 години, беше жестоко критикуван од страна на сите земји членки на Европската унија и од самата Европска народна партија, чија членка беше неговата партија, која дури не го исклучи, не ја исклучи партијата на Орбан од ЕПП, Европската народна партија, но на некој начин ја суспендираше да има у наредните 2 години право да гласа. Тој некако на денешната средба со лидерот на екстремната десница и актуелен министер за внатрешни работи на Италија Матео Салвини се сретна и се договорија дека по европските избори, што и да биде, нивните партии ќе се поврзат со другите партии од Европската унија кои не се согласуваат со актуелната европска десница и ќе направат свој сојуз, свое здружение на европски партии од десницата пред се која ќе се занимава со спречување на мигрантите на доаѓање во земјите членки на Европската унија. Да го погледнеме прилогот на оваа тематика, па повторно назад со заклучни поенти имаме или треба на Фејсбук? За тоа немаме, но екстремната десница сакав да ја прокоментирам до крај дека очигледно се раѓаат некои нови партии
кои сакаат да конечно да ги спречат мигрантите, а знаеме што се случува во Либија, знаеме што се случува во Сирија и се очекува огромен мигрантски бран. Ке подсетам дека и самиот Реджеп Тајип Ердоган, кој во Турција во моментот во тие таму прифатни центри држи најмалку 3 милиони бегалци, се закани дека ќе опушти новиот бран на бегалци кон Европа. Европјаните пред се Орбан и Салвини се обидуваат сега да направат еден сојуз да ги спречат овие екстремни десничари. Оно што сакам да го споменам уште еднашка е дека Орбан, покрај тоа што нема поддршка од актуелните десничари во Европа и актуелните политичари, очигледно има поддршка од Трамп, повторно Трамп мораме да го спомнеме. Ќе подсетам дека на 13 мај Доналд Трамп го покани Виктор Орбан во Белата куќа на состанок, што е голема чест за еден европски политичар, но ќе подсетам и на што се должи тоа. Виктор Орбан беше први европски политичар кој му даде поддршка на Доналд Трамп за време на неговата председателска кампања, кога буквално целиот свет беше против него и целите Соединети Американски држави. И кога сме кај Соединетите Американски држави, го имаме и прилогот на таа тема, дека самиот Facebook, гледајќи дека има растечка говор на омраза и наплив на екстремна десница во Соединетите Американски држави, денеска објави дека стопирал 3 или 4, да. Тоа е една интересна тематика која што ќе отвори многу прашања, може да го погледнеме, ајде. Американската компанија Facebook трајно укина профили на својата мрежа и на Instagram на неколку личности и организации со ултрадесничарски ставови. Меѓу луѓето што се забранети на Facebook и Instagram се конспиративниот теоретичар Алекс Џонс, основач на сајтот Infowars, лидерот на опозицијата Нација на Исламот Луис Фарахан и ултрадесничарскиот коментатор Мајло Јанополус. Џонс и Infowars беа забранети на Facebook во август, но досега останаа на Instagram кој е во сопственост на Facebook. Од социјалната мрежа информираат дека поединците и групите се забранети во рамките на политиката на компанијата против опасни поединци и организации. Да. И како заклучна поента, може ли ваквата постапка, да речеме, на Facebook да се очекува дека ќе предизвика реакции? Па, денеска е денот на слободата на говорот на новинарите. Фейсбук, барем јас лично немам став дека Фейсбук е медиум и сметам дека Фейсбукот е на некој начин надри медиум, каде што секој може да напише се и не е некој актуелен медиум на кој треба да му се верува. Но од друга страна, со тоа може да дојде да се повикаат оние што се борат за право на говор и да кажат, чекајте, зашто да немаме право да си ги кажуваме своите ставови. Факт е дека овие профили се работи за луѓе кои заговараат истребување и смрт по верска и национална основа и веројатно Facebook ако оди по овој урнек ќе мора во наредниот период да затвори уште многу профили, а тоа ќе мора да го направат и другите социјални мрежи. Пред се ќе подсетам, Facebook не е толку популарен во Соединетите Американски држави, Twitter е многу популарен, па оттаму очекувам сега да видам дали и Twitter ќе го земе овој урнек на Фейсбукот. Но оно што е важно, повторно ќе кажам, дали можеби некој утре ќе го злоупотреби ова, па доколку оваа тема што ја разговаравме на Орбан и Салвини да направат една антимигрантска сојуз на антимигрантска политика, дали утре некој можеби ќе прогласи тоа дека е говор на омраза и дека се кршат човековите права, мигрантите да не можат слободно да одат во земјите во Европската унија, па и они да бидат утре прогласени дека шират говор на омраза. Така. Дијана Андоновиќ, ти благодариме за гостувањето во Отворено студио 1. Се гледаме со тебе повторно од понеделник, а со мене и со Јана се гледате повторно во 17 часот, третиот блок Отворено студио 1 во продолжение најновите информации од земјава и од светот. Следуваат вести со колешката Елена Џугуманова.